Дечки, здраво! Петок е и време е за јубилејна за мене 20-та епизода од првата сезона Клеличарски муабети. Зашто ми е особено драга оваа епизода, ќе ви кажам унапред, имам две причини. Првата е што прв пат одговарам на ваши прашања што ги поставивте у коментари и у порака и неделава, а втора ствар е што снимаме повторно на најдоброто уплатно место на Моцарт у држава, барем за мене, а тоа е новата кладилница на Рекорд. Кој не бил, нека дојде да си ја посети уште сега. Пред да почнам да одговарам на све ова што ми испрашувавте неделава, не може да не спомнеме неколку ствари што се десија, а и поврзани се и со дел од прашањата што ги имавме. Прво, како да не спомнеме што му се деси на Атлетико Мадрид. Значи, како си ги преслушаа Јуве у Торино, мислам дека оваа недела немаме дилема за тоа дека Диего Симеоне е лузер на неделата. Човекот тепаше 2-0 првата утакмица. Што напри знаеме сите, па као да не беше тоа доволно што се фаќаше кај што се фаќаше, па после тоа по медиуми изјавуваше ако не прошол Атлетико ќе продава лубеници у Мадрид. Па сега си најде нова работа. Друга битна работа што не може да не ја спомнеме е враќањето на Зидан во Реал Мадрид. Имаше и во делот прашањата после дали Зидан направил добар потек. Па види, зимаше 2 милиони евра плата пред да си отиде, сега ќе зима 12 милиони евра, значи стартно направили поише од добар потек. Што е интересно со доаѓањето на Зидан во Реал е што многу од стварите што се шпекулираа периодов за на лето малце се изменија. Значи прво што лицитираше со имиња за нов тренер на Реал Мадрид. Тука мислам дека највише изгубија Покетинјо, па можда и Алегри, пошто највеќе се спомнува у комбинација за во Реал Мадрид. Друга интересна ствар, односно кој ќари на некој начин е Маурицио Сари во Челси, пошто Челси се спомнува како едни од главни кандидати што може да го земат Зидан, а сега пошто го немаат на пазарот, Сари можда и Куртули. Нормално пред победава на Јувентус врз Атлетико Мадрид се спомнуваше и враќањето на Зидан во Јувентус. Фановите тука се напалија, али од кога пројда сега со Атлетико Мадрид, мислам дека нели нормално им се смени расположението, не ни сакаат да го менјаат Алегри. Да се фрлиме на прашања, да одговориме неколку од нив што за мене се, да ви кажам, најинтересни. Има и многу што се повторуваат, ги гледавте коментарите. Значи, прво сакам да му одговорам на Филип Мојсовски. Дечкото има најтемелно прашање поставено во повеќе ставки. Зошто воопшто играш спортска и типуваш кога воопшто немаш погодено ни еден тикет? Вака, Филип, значи прво дека немам погодено тикет, имам погодено, значи тоа е лага, а зашто воопшто играм? Ја ќе ти одговорам со едно прашање од подолу, што ни го напишал Славиша. Славиша пишал: јас верувам во тебе, надежда последна умира. Има неколку души што ме праша колку сум фатил највеќе, а има и некои што прашуваат кога сум утнал само за една. Ако почнам да редам колку липсига сум утнал само за една, нема да не скрпат 40 емисии. Али добро памтам кога сум фатил најмногу пари, тоа има некои 4 години и знам точно што одиграв. 4 утакмици, гол прво од англичаните, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. Сите 4 си влегоа, за 25 денари 110.000. Тоа каква добивка беше, лепота уште памтам и ден денес како убаво ги трошев парите. Ристе прашува за кој тим најувам и за кој мислам дека ќе освои Лига на шампиони. Ако до сега не сте сватиле, ќе кажам прв пат вака, најувам за Јувентус, значи само за еден тим најувам, тој постои за мене и нормално се надевам дека ќе освои Лига на шампиони. А во однос за тоа кој мислам дека ќе освои, па мислам дека Јувентус ќе освои. Имаше неколку прашања за Премиер лигата. Дали Челси ќе бидат во топ 4, дали ќе освои Ливерпул, дали Сити, односно што мислам кој ќе освои во Премиер лига, да не ги одговарам поединечно. Мене ако ме прашувате лично, ја некако поише сум склон на тоа Ливерпул да освоат Премиер лигата. Па време им ја луѓе толку си изнамачија, ама некако цело време кога ќе помирисаат успех и трофеи, како да се кочат, како да се сецнуваат. За мене Манчестер Сити се така вештачки тим создаден со многу пари на брзина и лично по мој кејф ќе биде Ливерпул да освојат. Што се однесува до Челси, дали ќе може да бидат во топ 4, тоа нема да зависи од нив, повеќе ќе зависи од Арсенал и од Манчестер Юнајтед и мислам дека искрено барем годинава немаат шанса да влезат во Лига на шампиони. Енес прашува што мислам, дали може и Манчестер Юнајтед да освои Лига на шампиони.
Енес, мене лично ако ме прашуваш, ја мислам дека не може да освои, али од кога дое Солскер им се деси некоја магија и Лига на шампиони е специфично од преборување. Не секогаш најакиот го освојува. Треба и среќа, треба и погодени околности, така да кога веќе се во најдобрите 8, мислам дека имаат горе-долу еднакво шанси и со другите да им се погоди да отидат барем до финале. Имаме уште едно лично прашање, тоа е зашто саатот го носам на десна рака. Ја од кога се преиспитав, можам само еден одговор да дам, зашто не го носам на лева. Доста е прашање и одговори, време е да се фатиме за работа и да направиме тикет. Мислам дека е редно 20-та епизода е да уденеме еден убав добитен, да фатиме некоја паричка. Иако позади Нено се држи за глава, а он ќе слави јубилеј 20 години како нема фатено. Викендов Англија имаме поделено и Премиер Лига утакмици и ЕФА Куп. Таму е четврт финале и таму фаворит, знаете дека за освојување ми е Манчестер Юнајтед. Така да прва ќе ја залепиме таа. Играат во сабота со Вулфс. Ева 20-53, двојка и 2+. Мислам дека Вулфс нема што да бараат на оваа утакмица. Манчестер си оди у полуфинале. Од Премиер Лига ќе си ги одберам Евертон со Челси. 20-22. Тука мислам дека Челси нема што да калкулира, игра у гости, а Евертон не пропушта дома да даде по некој гол, така да оваа ќе изиграме на голови. 1+ прво полувреме и 2+ второ полувреме. За похрабри може овај да искочи некој кецу 2 у кец, така некој осече имам да ви кажам. У Чемпионшип имаме деликатес. Тоа ни е Лидс со Шефилд Юнајтед. Второ и трето место, значи тука ќе се кршат кој ќе е директно у Премиер Лига, кој ќе треба да се мачи таму со плейофи и со чуда. Знаете дека уште кога почна сезонава, Лидс ми се омилени, плюс и дека наш човек игра таму, така да оваа ќе си ја изиграме кец и гол-гол. Мислам дека Шефилд Юнајтед нема што да калкулираат, они ќе идат тука на победа, сакаат да ги престигнат Лидс. Понатаму имаме ево во Холандија дерби, AZ Alkmaar со Ајакс. Холанѓаниве исто ме влечат на голови. Се мислев дури 2+ прво, 2+ второ да играм, али да не идеме толку оптимистички, само 2+ прво полувреме ќе си ја ставиме AZ Alkmaar со Ајакс. И име што имаме друго. Ме кара, многу сум играл гол 3+, али дерби во Италија не можам ништо друго да го изиграм. Значи, класика, недела вечер, Милан Интер. Ева, 10-29, гол 3+. Стајте ги на екран, 5 утакмици мислам дека се доста. Кој сака нека препише, кој има болја идеја, нека стави коментар. Доста користни се коментарите ако си ги читате. Ако соработуваме, така може да направиме поише добитни тикети. Дечки, пошто веќе сигурно знаете како искочи ждрепката за Лига на шампиони, до следниот петок ги чекаме вашите коментари и мислење кој ќе иде понатаму, кој со кого ќе се најде во финале. До тогаш имајте убава недела, нормално полна со добивки, се гледаме другиот петок. Чао!